18-тото продолжение на конститутивната седница е идентично како и претходните препукување на линија помеѓу пратениците на СДСМ и ВМРО-ДПМН. Тиранската платформа не изостанува од дебатата на пратениците. Драган Данев од ВМРО-ДПМН посочи дека и покрај молчењето на пратениците од СДСМ и останатите пратеници и граѓаните кои секојдневно излегуваат на улиците, знаат дека програмата на СДСМ се темели врз така наречената Тиранска платформа. Молчењето на колегите од СДС и нивното неприсуство последните десетина дена на собраниските седници кажува се. А всушност и ние, и граѓаните на Република Македонија, особено сите оние повеќе од пола милион македонци и граѓани на Република Македонија што протестираат веќе 2 месеци низ градовите и селата, знаат дека договорено е следново: да базата на програмата всушност која ги загуби изборите на 11 декември, така наречената програма за живот, е всушност Тиранската платформа, која законот за јазици, кој Македонија ќе ја направи бинационална држава, едно, и второ, базата е декларацијата со која ние, македонците, мора самите во парламентот на Република Македонија да се прогласиме како геноциден народ. Тоа е она зошто молчат и зошто не доаѓаат на седници на собранието колегите од СДС. Пратеникот Сашко Поцков во процедурална забелешка рече дека 18 дена се блокира работата на собранието, додека народот бара решение за реалните проблеми, а како пример за тоа го посочи референдумот во Гевгелија. Не повикувате за некои одговори, се тоа на штета нашите граѓани на кои сите се повикуваме, бараат решавање на реалните проблеми. Земјоделците бараат исплата на субвенциите, цела Македонија земјоделците бараат решавање на штетите од невремето кое беше пред 5-6 дена, и тоа сето вие го кочите со вашите дискусии и не дозволувате формирање избор на председател на собранието и формирање на влада. Јас доаѓам од Гевгелија, пред 2 дена имаше референдум, граѓаните се изгласаа едногласно против отварање на рудници. Гевгеличани бараат, како и сите останати во Македонија, да се откочат овие процеси, да почне избор на председател на собрање на Република на Македонија и потоа формирање на влада која ќе може да се зафати со решавање на реалните проблеми. Илија Димовски од ВМРО-ДПМН заблагодарувајќи му се на Поцков за одличната забелешка истакна дека ВМРО-ДПМН е токму тоа и го бара народот да добие можност да се изјасни за постизборната платформа. Јас да се заблагодарам за добрата процедурална забелешка на господинот Сашо Поцков. Од таа процедурална забелешка може да се искористат многу работи како поука. Прво, дека народот треба да се праша, а токму тоа е ние што велиме, народот да го прашаме за најновиве постизборни политички измами. Значи, по истата логика по која што вие велите, велиме и ние. Второ, нема никаков проблем ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија да оди во опозиција, но повторно, господине Поцков, за тоа треба народот да одлучи. Оној ист народ кој што пред 3-4 месеци одлучи ние да бидеме победничка партија, а вие да бидете втора партија. Така да не ги мешаме работите. Покрај препукувањата во собранието, партиите и денеска своите ставови ги повторија и преку соопштенија. ВМРО-ДПМН бара СДСМ да ја отфрли Тиранската платформа и да прифати нови парламентарни избори, на кои, како што велат, граѓаните ќе кажат што мислат за платформата. Од СДСМ пак во денешното соопштение велат дека државен интерес на Македонија во овој момент е мирен трансфер на власта и од институциите, политичките партии и секој поединец се должни да дадат придонес кон нормализација на состојбите.